Како да се освои здраво? Како да се намалат триглицеридите, холестеролот и шеќерот? Ова е вечна мака на голем број македонци. Хроноисхраната, популарната исхрана во светот, стана достапна и во Македонија. Овој пат ќе се спроведува во Центарот за внатрешни болести срце. Разговараме со доктор Горан Николов, основач на срце, специјалист, интернист, субспецијалист, кардиолог. Господин Николов, што значи хроноисхрана? Основната идеја за хроноисхрана по зборот хроно на грчки значи време. Значи исхраната по време, по сатница, ја дал францускиот лекар Алан де Лабос 1986 година. Потоа на широм светот неколку варијанти на хроноисхрана се направени, меѓу другото и доктор Ана Гифинг, позната лекарка од Белград која се бави со антиејджинг медицина, има направена модификација на хроноисхраната и ние имаме франшизата во Македонија земено токму по незината модификација. Балканскиот менталитет да биде упатен. Значи буквално во буквална смисла, како што реков, хроно значи време, во одреден ден од денот, значи по сатница да јадете храна во одредена комбинација. Еве тоа е основниот принцип на хроноисхрана. Тоа значи дека нема броење калории, нема мерење на продуктите? Знаете како, кога ќе му дадете на човек една диета, вие него го лимитирате, како кажавте, броење на калории, броење на грамажа, колку да јадам, колку да јадам, и тоа е малце фрустрирачки. Психички оптеретува. Тоа е психички оптеретува, а одека ние тоа не го правиме. Ние даваме само во одредено време која храна, која комбинација на храна да се прави. Односно, оние основни постулати дека треба во 24 сата да има 3 главни темелни оброци. Најтемелен оброк од денот е доручекот. Тој не сме да се прескака. И тој треба седе некаде до 10 часот. Размакот меѓу оброците треба да е меѓу 4 и 6 сати. Еве тоа е основното. Тоа е еден режим на исхрана, меѓутоа поединечно се прави за секој човек зависно од неговиот организам, зависно од неговите. Значи ние имаме еден индивидуален пристап, кога ќе дојде кај нас пациент, ние имаме неколку софистицирани апарати, имаме апарат InBody. Тоа е апарат кој прави сегментална анализа на човечкото тело. Колку човекот има течност со себе, дали има задршкана течност, дали има едеми, дали има отоци, колку има скелето-мускулна маса, колку има масноти во себе, колку има масноти околу внатрешните органи, значи на висцерална фетареа, како да викаме ние. Значи се одредува со тој апарат вашиот индекс на телесна маса или body mass индексот, понатака се одредува и базалниот метаболизам. После тоа се преоѓа на друг апарат, затоа што многу битно е, како што самите рековте, тој индивидуален пристап, да се види дали еден човек има интолеранција на храна. Во светот постојат повеќе апарати, ние работиме со еден од најдобрите апарати, го имаме, јас мислам дека единствено во Скопје, во Македонија сега за сега, се вика Мора Супер. Значи тој апарат заснова на биорезонантна терапија. Се гледа на ниво на клетка и по тоа се гледа дали вие ако сте интолерантни на шеќер или интолерантни на млеко, во еден период, значи ако не поднесувате млечни производи, ние ќе ве симнеме од тој производ. За да после едно време, после период на детоксикација на организмот, полека тие храни ги враќаме. Значи точно пристапот е индивидуален кај секој пациент. Дали тоа значи дека има одреден период на тој на режим на исхрана или пак хроноисхраната значи и начин на здрава исхрана во текот на целиот живот? Дали таа може да се применува постојано или од само одреден период? Така, практично хроноисхраната е еден модел на една навика во исхраната која ќе биде постојана, перманентна. Сега вие ако имате еден пациент, за пример дадеме, најчесто целна група се гоезните луѓе кои имаат и покачени масноти, триглицериди, холестерол, најчесто со метаболен синдром, имаат и други расстройства на метаболизмот, имаат диабет, имаат покачен шекер во крвта. Значи, кај таков човек прво се спроведува така наречен рестриктивен режим. Тој режим трае најмалце 28 дена. Знаете дека постите кај нас, кај нашиот народ во православниот свет 40 дена трајат. Значи, тоа е така. Тој рестриктивен режим може да продолжи и неколку месеци, а потоа кај таа особа вие полека враќате различни артикли, различни производи во исхрана. И тоа може да се придржува и на така. Кој луѓе ги опфаќа ова? Зборуваме само за луѓе кои што имаат проблеми со триглицериди, со дебелина или опфаќа и други луѓе, спортисти, трудници? Ние во нашиот програм е многу амбициозен и ние имаме повеќе целни групи.
Најчестата целна група се луѓето со прекумерна телесна тежина, значи гојните луѓе, адипозните луѓе, со метаболен синдром, кои имаат и пореметувања и други пореметувања на метаболизмот, хиперлипидемии, значи, како кажавте, холестерол, триглицериди покачени, шекер. Тоа се најчестите луѓе, тоа многу често го гледаме. Знаете, 2/3 од луѓето имаат покачен холестерол, а не знаат. Знаете како луѓето кога знаат дека имаат покачен холестерол, тие се плашат. Тие се плашат и тоа го потиснуваат. И не се уват на лекарски преглед. А холестеролот, маснотите се тивок убиец на човечкиот организам. Тие не ги осеќаме, а упорно работа против нас. Кога ќе се јават првите симптоми на градна болка, на ангина пекторис, на мозочен удар, инфаркт, уште полошо, тогаш веќе е многу касно. Веќе касно се презема. Значи тоа е една група на луѓе кои би дошле во обзир. Исто така може обратно да дадат луѓе кои се слаби, кои сака да ја покачат својата телесна тежина. Да има уште една група за спортисти, ние ќе направиме хронопрограма. Значи да зголемат својата мускулна маса, да го бустираат својата сила на мускулите и така натаму. Понатака можете за различни ентитети во медицината, за диабетичари, забележено е луѓе кои се на хроноисхрана дека нивото на инсулин кога се боцкале со инсулин тие пациенти или земале перорални антидиабетици, ги намалувале лековите со оваа програма. Имате хроноисхрана за хипертензија, за покачен крвен притисок. Значи за различни состојби кај човекот, нели, за различни медицински ентитети може да се направи таа исхрана. Ефектите се долгорочни? Кај трудници и така натаму. А ефектите се долгорочни? Ефектите се долгорочни затоа што не постои оној јојо ефект, значи прво да слабеете, па повторно се здебелите, него овдека ефектите се трајни. Така е. Македонија имаме некакви навики, одредени навики, нели, зборувавме пред да почнеме со интервјуто на седење навечер пред телевизија, гледање филм со чипс и сок, прескокнување на дорчек ради темпото на живот, обилен ручек, односно вечера, зависи кој кога завршува со работното време. Дали македонците се дебела нација, кои се најлошите навики кај македонците? Вие веќе ги кажавте, јас би ги реафирмирал некако, да почнеме од доручекот. Значи доручекот, како што кажав пред малку, тој е капиталниот оброк од денот. Најчесто тој се прескокнува. Да. Значи организмот треба да се сатурира со храна, високоенергетска храна, масноти, протеини, белки и јаглени хидрати, шекери, меѓутоа сложени шекери. Значи тука може да дојдат интегрални лебови, може да дојдат цереалии. Значи тие кои постепено го ослободуваат шекерот, вие да не го шокирате панкреасот премногу да лачи инсулин, нека тој може да се исцрпи, потоа да забревте, да почне полека да споро и споро да работи. Значи битен е доручекот. Луѓето го прескокнуваат доручекот. Понатака втора грешка. Помеѓу оброците луѓето прават грицки, знаете грицки. И тоа е исто така, вие постојано го мамите панкреасот да лачи инсулин. Како што рекоме, тој се исцрпува, ние сакаме да го сочуваме. Трета грешка, цел да не се јаде и кога се јаде, се прејадува човек. И најчеста грешка, доаѓате од работа, уморни, пред телевизор седнувате и грицки. Нели? Британците го викаат оне couch potato. Седите и грицкате и махинално и овака и се заборавате што се вели. Сте внеле калории, море од калории. Значи тоа се тие грешки кои современиот човек што се прават. Се почнува со кафе, утринско кафе, се зашекерува или уште полошо се става за сладувач вештачки и тоа е и кафето му се додава млеко. Кафето не смее да се пие со млеко. Тоа е исто така лоша комбинација. По хроноисхраната не треба да се додава кафе во млекото. Во млекото. Македонија е една од земјите со висок процент на луѓе кои што имале срцеви заболувања, нели, починале поради кардиоваскуларни проблеми и така натаму. Што се должи тој висок процент на луѓе со проблеми на токму на исхранава, погрешниот начин на живот? Значи јас како долгогодишен интернист и кардиолог, ние ги лечиме последиците на лошата исхрана, на погрешните навики во животот. Тука спаѓа седаторниот начин на живење, помалку движење, пушењето, стресот, меѓутоа основно е ова што го кажуваме сега. И сега и за мене толку години што се бавам со оваа диагностика, значи ние сега ќе работиме на превентивната медицина. Како рекол, уште секогаш од секогаш нашиот човек боле да се спречува него да се лекува. Така да мора да вие работи, знаете како, ние метаболен синдром гледаме кај децата.
овие навики кај децата треба уште од мали да ги стекнуваат. Сега во светот постојат емисии едукативни по типот кај нас на бушава азбука што беше. Го имате оној Sesame Streets. И таму забележано е психолозите дека меѓу 2 и 5 години децата имаат најголема перцепција. И тие деца со слики, со различни интерактивни програми, им се кажува која храна е лоша, која храна е добра. И после некое време забележано кај тие деца кои ги прошли тие програми, дека имало помал процент на гојазност. Значи, тоа треба се почне уште од стартот, уште од мало деца да се едуцираат. Значи, токму хрони храната е еден од начините за да се намали тој процент на срцеви заболувања во земјава, бидејќи се тргнува од стомахот, како што рековте. Убиец број 1 се кардиоваскуларните заболувања во светот. Потоа се малигните заболувања, па потоа се сообраќајните несреќи. Така да, таа погрешна исхрана, вие постојано го труите организмот, го закиселувате, рецимо земате јаглен хидрат и шекери. И вие цело време треба организмот наш да биде базен, а ние го закиселуваме. Доаѓа до хронична инфламација, хронично воспаление и до дегенеративни заболувања, чак што више и до малигни заболувања. Така да, тоа е многу битно, знаете. Веќе ги спомнавте тој биолошки отпад се трупа во организмот, во оваквото и тоа и цело време тој е интоксициран. Кој ги спомнавте веќе малигни заболувања, колку хрони храната може да помогне во случај на малигни заболувања? Значи, ние имаме специјални протоколи за луѓе кои имаат малигни заболувања. Значи, ние тука даваме суплементација, даваме посебен тип на исхрана, значи и кај луѓе, и тоа е една од групите која ќе биде наша целна група, значи луѓето со малигни заболувања да ги третираме со посебни протоколи со хроноисхрана. Како бил ефектот? Нема да се продолжи да се шири заболувањето, би стагнирало, би се продолжил тој период што го даваат од 3 месеци? Значи, тоа е оно што го кажав на ниво на мезенхим, на ниво на клетка. Значи, кога клетките се интоксицирани со храна, значи ние би сакале со типот на храна, со типот на суплементи, витамини и минерали, да тој процес на ширење на болеста да ја забавиме, да стагнира болеста, знаете. Да. Тоа би значило дека правилниот начин на исхрана ќе намали потребата на химикали, на таблети, на... Па по тој тип, како што кажав пред малку, ако долготрајна интоксикација, долготрајно закиселување на организмот, долготрајна инфламација, а на едно хронично воспаление доаѓа потоа клетките се ја изменуваат својата експресија и на крај доаѓа до една премалигна состојба. Ние сега би сакале тоа да го вратиме, таа долготрајна интоксикација, да тој ланец некако го пресечеме, да го вратиме во некоја нормала. Как зборевте за лошите навики на македонците, да се вратиме на таа тема, како треба да го започнеме денот? Како треба да се започне денот? Па еве вака, например, би било добро да се земе една чаша млака вода и да се исцеди еден лимун. И да се испие таа напитка. Не одма на екс, него полека да се испие. Лимунот представува, тој е кисел, меѓутоа тој има базен остаток. И тоа е многу добро да се почне така денот. И после тоа да се оди со еден обилен оброк. Јас ќе ви кажам, јас утрово јадев кајмак. И тоа неколку лепчиња изедов со интегрални житки си направив и овие како се викаат со цели житки леп, значи интегрален леп. Така да јас денеска добро се сатурирав со масти. Организмот циркадијалниот ритм на хормоните, пикот е наутро. Сите ензими, сите хормони се лачат наутро највеќе. Значи и кортизолот, и инсулинот или пазата. Тоа е еден ензим кој е одговорен за метаболизмот на мастите. И сега организмот ќе ги земе мастите, ќе ги однесе во црниот дроб, и црниот дроб е нашата хемиска лабораторија. Тој ќе ги синтетизира, значи тоа е ендоген холестерол. Холестеролот е исто така, мораме да кажем, многу битна намирница, тој не е само штетен. Тој учествува во градбата на сите хормони, во репродуктивните хормони, кај жената, во естрогените, прогестеронот, кај мажот учествува во тестостеронот, значи хормонот на машкоста, кој му дава сила на мускулите и така натаму. Понатаку учествува во кортикостероидите. Значи тоа е многу битен, есенцијален, нема клетка во човечкото тело кај што холестеролот не учествува. Значи учествува на стабилност на мембраната на клетките, значи како градивна клетка. И значи тие масти што се внесени наутро, тие ќе се искористат али само во тој дел од денот. А ако ги земете вие навечер, тоа е веќе нешто друга приказка. Навечер организмот се спрема за одмарање. Вие треба да земете само протеини.
Значи, треба да земете бело месо, да земете пилешко, да земете мисиркино месо, бела риба со салата. И тогаш организмот ги зема тие протеини да ствара имуноглобулини, а имуноглобулините се одговорни за имунитетот кај човекот. Значи, организмот се спрема за одмор. А са бајле ние ќе му дадеме добра енергија да го сатурираме. Ако вие имате мал доручек, вие уште 10 сати ќе гладнете. Значи, вие треба многу добро да се најавите. Значи да се почне со обилен доручек. Така е. А што е разликата меѓу хронна исхраната и она исхрана што ја даваат нутриционистите, бидејќи во Македонија во последниве години се актуелни нутриционистите и тој начин на исхрана? Јас ќе ви кажам, јас оваа работа ја следам доста време, иако се бавам нели со друга проблематика, со диагностика. Има или недоволно недоволно едуцирани лекари или приучени лаици, ја ги викам. Со некој сертификат што су го собрале, значи јас не велам сите, да не бидам погрешно сватен. Има исклучоци, има и во нашата држава добри нутриционисти, меѓутоа повеќе луѓе така работат и тоа е тоа. Значи ние работиме медицина заснована на податоци. Тоа е под прво медицинарите, значи за прв пат, пак ќе го истакнам ова, ќе го работи лекар, интернист, значи повеќе еден тим на лекари и тука ќе бидат вклучени и нутриционисти секако во тимот наш. И со овие апарати што ги имаме, така да тоа ќе биде една комплетна вака поддршка, логистика за тоа што ќе го работиме. Се работи за поголем тим на луѓе кои што ќе спроведуваат таа програма. Кога ќе почне примената на овој? Вака сега и другиот апарат ни стигна во петокот од Германија директно и јас мислам дека некаде кон крајот на месецот би требале за 20 на дена отприлика да стартуваме, да кажеме од некаде околу први. Сега нема точно во ден, меѓутоа отприлика тогаш планираме да стартуваме. Значи ноември би бил месецот во кој што може веќе луѓето да ги користат услугите на срце. Може и порано, не некој ден, меѓутоа отприлика тука би било. Ви благодарам господин Николов. Ви посакувам многу среќа со програмата и верувам дека македонците ќе ги надминат проблемите кои што ги имаат со дебелината и со покачените холестероли. Благодарам за интересот ваш и за поканата од ваша страна. Благодарам.